Почитувани, јавното обвинителство за гонење на дело од областа на организиран криминал не смее да фингира истраги, да биде главен режисер во фарсата која што ја гледа јавноста деновиве, која наликува на се, освен на борба против криминалот на власта. Дали сме сведоци дека деновиве криминалниот картел се обиде да украде цели 45 милиони евра преку Министерството за здравство и Фондот за иновации. Наместо да бидат оставени да ги прикриваат трагите и да глумат невиност по пресконференции, Венко Филипче, Кочо Андјушев, Хари Локвенец, Цветанка Ласкова, Јован Деспотовски и останатите инволвирани мора да бидат повикани на одговорност, да бидат сослушани и да им бидат одземени ингеренциите уште веднаш. Доколку имаат трошка морал, инволвираните во овие скандали мора да си дадат оставки и да остават органите на прогонот да го сработат своето. Соопштенијата од јавното обвинителство дека ќе постапат под опрен глас не смеат да бидат покритие за да се стиши револтот кај јавност од општиот грабеж што се случува во моментов. Доколку нема ефективна истрага и нема одговорност, индиферентноста на органите на прогонот може да се протолкува како нивно соучесништво во истава оваа афера и скандали. Граѓаните очекуваат одговор дали се сослушани Филипче, Андјушев, Ласковска, Локвенец, Деспотовски и останатите. Кој влиел и кој одлучил 45 милиони евра на граѓаните да се делат на фирми блиски до функционерите на Социјалдемократскиот сојуз? Кој премолчил за конфликтот на интереси? Почитувани, Фондот за иновации се претвори во фонд за испумпување на парите на граѓаните во џебови на фирми и поединци блиски до СДСМ. Меѓу лицата и фирмите кои се офајдиле од оваа институција, која полека но сигурно се претвара во еден вид финансиер на СДСМ, е и компанијата Кодин Горска Доел, во која директор е Горан Тодоров, председател на Општинската организација на СДСМ Кавадарци. Оваа фирма добила грант од 18 милиони 227.237 денари, односно 296.000 евра од Фондот за иновации за нова амбалажа и вкус на алоe вера. Очигледно дека СДСМ е преполна со иноватори кои наоѓаат секаков начин да добијат средства од парите на граѓаните, за кои нема да вратат ниту денар, а камоли да платат било каква камата како сите граѓани. После скандалозните грантови кои ги добија фирмите на вице-премиерот Андјушев, пратеникот Локвенец, снаата на Цветанка Ласкова, председателот на Општинската организација на СДСМ Кавадарци, кој се обмрсил со народни пари. Има ли крај на овој скандал и на овој грабеж? Додека економијата ни тоне, обичните граѓани едва врзуваат крај со крај, фирмите поврзани со СДСМ добиваат стотици илјади евра за наводна иновативност. Од тука граѓаните не треба се чудат зошто растот на бруто домашниот производ е толку низок, односно околу нулата. Зошто растат цените и трошоците за живот, а се друго е во слободен пат надолу. Впрочем, овој скандал со фондот е најдобар показател како СДСМ го замислува животот кој го ветуваа, народот да преживува, партиските функционери да се богатат на грбот на граѓаните. Почитувани, ова е премногу сериозно. Надлежните институции треба подитно да превземат истрага за овој грабеж на граѓаните и на државата. До тогаш, најмалку што може да направат е директорот на фондот да си поднесе оставка за да не влие врз истрагата, а не да се прави паднат од небо како изминатите денови дека неговата институција поделила огромни грантови на своите партиски другари под сомнителни критериуми. Во пакет со Деспотовски, оставка треба си поднесат и сите носители на јавни функции чии фирми или фирми на нивните членови на потесното семејство добиле народни пари за наводна иновативност. Разврска мора да има, одговорност мора да следи и оставките се првиот чекор, а ако институциите во постапка потврдат криминал, треба да има и пресуди. Јавноста тоа го очекува, да се стави крај на самоволието и криминалот на овој картел на власт кој што го гледам изминативе година дена. Ви благодарам.